Албанските политички партии во Македонија се подготвени етнички да коалицираат во пресред на локалните избори, кои се уште е неизвестно кога ќе се одржат. Ова вчера вечер во емисијата 200 на Алса телевизија го соопштија представници на ДУИ, БЕСА и Елијансата на албанците. Велат дека ваквата коалиција има за цел да се зголеми застапеноста во општинските совети и таму каде што албанците се во мал број. И дефинон çështjet shumë mirë. Jo rastisht është bërë edhe treza rromullak për të vazhduar procesi i bashkëpunimit edhe me Turqi. Ne kemi vende, siç është Resnja, Ohri, Dollneni, pastaj Manastiri, Velesi, ku nuk kemi përfaqësues me Preshtim, flas Velesi edhe Ohri me sa e di, nuk kemi përfaqësues në këshillat komunale. Dhe neve na imponohet kjo çështje. Ne si Bashkim Demokratik për Integrim edhe në kaluarën kemi kërku bashkëpunim me subjektet politike shqiptare, pikërisht në këto vende ku janë shqiptarët minimalisht të përfaqësohen, të kenë përfaqësues. Patjetër që do të ndodhte edhe mes nesh, në ato komuna se më falë se marra fjalën, të rasti Korçovës apo raste tjera duhet jemi të kujdesshëm mos nxjerrim shumë kandidatë. Po a nuk mendoni se mund të ketë një kundër efekt në një rast të tillë? Po nuk besoj se në disa, po edhe nëse ka ndodhur rasti i Korçovës ishte se bashkëpunon dy subjektet ВМРО dhe LSDM që të fitoi kandidati Maqenas dhe të njëjtën kohë kishte një. Заедничкиот настап на албанските партии на локалните избори би било само продолжение на нивното заедничко политичко делување, кое започна по парламентарните избори во декември, кога под покровителство на Еди Рама беше договорена така наречената Тиранска платформа. За разлика од албанците во македонскиот блок, вакво единство не е можно, бидејќи лидерот на СДСМ Зоран Заев уште пред 2 години изјави дека на неговата партија не е доликува да биде патриотска. Се обидовме во неколку наврати да играме на политики на патриотизмот како партија која што не ни приличи таа политика. И тука апсолутно загубив. Честно е да признаеме, за да бараме шанса секако за војнина да не правиме вакви грешки. Од нас народот не очекува да изиграваме патриоти. Ние сме државотворната партија. Ние сме партијата која што беше пример за мултиетничкиот соживот. Ние сме партијата која што ја стави на стабилни нозе ова наша земја. Така да, обидувајќи се да ќариме поени кај граѓаните, играјќи на патриотски варијанти, ќе ги набројам неколку. Законот за бранители, Струга Кичево, многу варијанти, не ни приличат на нас социјалдемократите. ВМРО ДПМН повторно ги повика социјалдемократите да донесат демократска одлука за распишување на локални избори наместо антидржавни и антинационални политики, за да може Македонија да се извлече од 3-годишната политичка криза. Ако СДС наместо антидржавна и антинационална политика донесеше демократска одлука за судени избори на 7 или на 14 мај, ќе се знаеше волјата на народот и Македонија ќе отвореше вратата за излез од политичката криза. Наместо храбра и државничка политика, криминалето Заев одбра да се спасува од кривична одговорност и да ги прифаќа сите уцени. Стои во партиското соопштение. Инаку вчера во Уставниот суд пристигна и иницијативата за оценување на уставноста на членови од Законот за локална самоуправа, со што ќе се продолжи мандатот на локалните власти до нови избори. На ваков начин би се избегнала блокадата која настана, откако во собранието беше пробиен рокот за распишување на нови локални избори за во мај годинава.